Еве како што кажа во изјавата, веднаш со мандатот ќе ја воспоставиме организацијата со партиите кои што дадоа 67 подписи, за да го скратиме максимално периодот кој што Уставот го предвидел, а тоа се 20 дена, да не ги чекаме тие 20 дена, 10 па и помалку од 10 дена ќе се потрудиме да го составиме владиниот кабинет и да ја доставиме владината програма и предлогот на влада до Собранието на Република Македонија. Господине Заев, дали тоа како што соопштивме отстранувањето на двете пречки. Председателот на Собранието Талат Џафери го испрати писмото во кое што потврди дека има формирано мнозинство кое што го избра него како председател и затоа продолжува процесот за доделување на мандатот на веќе оформено мнозинство. Согласно тоа беше испратено писмо од господинот Иванов до Социјалдемократскиот сојуз во кој што бара да се номинира мандатор. Одговоривме преку генералниот секретар на СДСМ со писмо дека Зоран Заев согласно одлуката на Централниот одбор е кандидатот за мандатор пред господинот Иванов и изјавата како втора пречка која што ја ветив цело време и после мрачниот, црниот и темниот 27 април кој што сакаме сите никогаш да не се повтори, упатувајќи порака дека сум подготвен да испорачам преку изјава гаранции до господинот Иванов и да отстраниме и оваа пречка, се со конечна цел да ги запазиме праксите и процедурите да биде исполнет свечениот, церемонијалниот или формалниот чин на доделување на мандатот, за да преминеме кон создавање или формирање на влада. Господине Заев, дали може да очекуваме до крајот на следната недела нова влада и колку е бројно сега новото мнозинство во Собранието? Дали внатре и без? Ние ќе преговараме со ДУИ, со Алијансата за албанците и со БЕС. 67 подписи добивме кога господинот Иванов побара да докажеме дека постои мнозинство. Редот е тој. Јас посакувам да бидат сите овие партии и коалиции создадени учесници во новата влада. Како што реков, ќе се трудиме за 10 и помалку од 10 дена да ги завршиме договарањата, заради тоа што и самиот деловник во Собранието предвидува одредени денови за дебата на пратениците, информирање на пратениците и донесување на одлуката. На 5 јуни е првиот испит, екстерен испит. Дали ќе стигнете на време за да не влезат учениците оваа година на тој испит? Ние тоа го ветивме, тоа ќе биде само уште една причина да побрзаме со формирањето на владата, заради тоа што искрено и длабоко во нашите политички концепти веруваме дека овој механизам на екстерно тестирање навистина предизвикува травма најмногу кај децата, со тоа кај нивните родители и кај нивните наставници. Македонија мора да има корективи на испорачување на знаење, кое што е вредно за нашите деца, но овој експеримент кој што беше досега имплементиран се покажа како недобар и затоа се надевам дека пред првиот испит ќе можеме да со одлуки или со закон како е тоа нормирано да го отстраниме како можност, секако надевајќи се дека до тој рок ќе има влада во Република Македонија. Планирате да разговарате за влада или начелно го поддржа мнозинството? Ние застанаа зад процедуралните одлуки за донесувањето на одлуката за избор на председател на Собранието. Се изјаснија дека нема да гласат за Талат Џафери, без разлика што не беа присутни, но во разговорите дека треба да се донесат одлуки и да се скратат веќе процедурите заради тоа што има мнозинство, учествуваа. Тоа во најмала рака ми дава за право да ги искомуницирам и разговарам. Дали ќе преговараме, не можам уште сега да кажам. Дали сте контактирали со господинот Турески? Дали он може да ви вети дека трансферот на власта ќе оди по мирен пат, дека нема да се повтори 27? Јас верувам дека прво сите сме уплашени како луѓе од тоа што го видовме на 27. Верувам и тие. Тоа нека биде поука и порака до сите да не се повтори никогаш. Учеството во работни средби кои што ги има во саботата, ако не се лажам, заедно представници на сите политички партии, мене ми дава надеж дека низ институциите на системот ќе се носат сите одлуки. Јас, како што реков, сакам успешен мандат. За успешен мандат ми треба соработка со идната опозиција. Ке работам на тоа да имам разбирање за причините на опозицијата, за нивните аргументи, се со конечна цел да се носат одлуки низ институциите на Република Македонија. За локалните избори на начелно во октомври, ноември, нешто разговараме? Договорено помеѓу сите политички партии, се надевам дека тоа ќе биде конечно кога ќе се процесуира со формирањето на двете неопходни комисии, законодавно-правната и политички систем, за да може по брза постапка да се пушти законот за изборите, а верувам ако има потреба тоа и законот за локална самоуправа,
за да во најбрз можен рок се променат овие закони и се дефинира датумот 15 октомври како датум за избори, а во изборниот законник тоа е прва половина на октомври. А господине Заев, дали тоа може да се случи пред да се изгласа новата влада во собрание? За мене не постои проблем и пред новата влада да се изгласа во собранието, заради тоа што верувам дека ако се согласат сите работи, не треба да ги условуваме една со една, да ги пуштиме нека течат процесите. Оти, еве, денеска е веќе втор ден како градоначалниците и советниците се без законска надлежност, секој ти ги извршуваат функциите додека не дојдат нови градоначалници и советници. Со закон тоа се решава. Прва половина на мај ќе стане прва половина на октомври. Верувам ако треба и нешто друго да се измени во преодни завршни одредби или слично, за да им се даде континуитет со пол мандат, да ја завршуваат работата до изборот на новите совети и градоначалници, а тоа е 15 октомври 2017 година. Новата влада ќе ги спроведе на локалните избори или Новата влада. Денеска добивме мандат. Воедно сум сигурен ќе успееме да создадеме нова влада. Јас посакувам колку што може пошироко мнозинство заради стабилноста на одлуките и слично, но тоа зависи од потенцијалните партнери за новата влада, како ќе се договориме и како ќе испреговараме. Не очекувам надов одговор на ова прашање. Присуството на представници на ВМРО ДПМН на координацијата во саботата ми е основната причина дека не си институциите на системот ќе ги носиме одлуките и во тоа име повикувам ни собранието, ни институциите на системот да ги носиме одлуките на маса седнувајќи преку диалог и разговори, заради тоа што граѓаните пред се се изморени од кризи, сакаат решенија, сакаат живот во Македонија.